Плановите за Лос Анджелес Мотор Шоу беа обелоденети во Цуфенхаузен, од каде е најавена лимитирана на 2500 примероци модерна верзија на 911 Дакар. За да ги издржи предизвиците за теренското возење, направени се повеќе модификации во однос на класичното дотерување. Каросеријата е за 5 см издигната од тлото во однос на 911 Карера. Згоре на тоа, системот за подигање на каросеријата возможува осцилирање на растојанието од тлото за дополнителни 30 мм, со што се добива проодност на класично спортско корисно возило. Со избирањето на највисокото ниво, тоа функционира до брзина од 170 км на час, над која растојанието автоматски тоне до нормала. За кревање облаци песок задолжен е 6-цилиндерскиот 3-литрен битурбо со 480 конски сили, кој испорачува 570 Нм, со што забрзува до стотка за 3,4 секунди и достигнува максимални 240 км на час, кои патем речено се електронски ограничени поради теренските пневматици. Преносот е на сите тркала и се одвива преку 8-степениот ПДК менувач со двојна спојка. Во однос на останатите 911-ки, Porsche 911 Dakar има два дополнителни модуси на возење – Off-road и Rally. Повеќе од јасно е дека офроуд модот ја користи сета сила на потпирањето, додека рели е наменет за возење по макадамска подлога, кога повеќе сила испорачува на задната оска и дозволува пролизгувања во кои се крстат вистинските возачи. Дел од стандардната опрема е Porsche Dynamic Chassis Control и управувањето со задните тркала. Носачот на моторот Porsche 911 Dakar го превзема од 911 GT3, а лаунч контролот дозволува малку повеќе пролизгување на тркалата за оптимално забрзување на макадамска и мека подлога. Поради авантуристичкиот дух, понуден е покривен шатор, како и покривен носач за дополнителен багаж кој може да пренесе 45 кг. Помеѓу дополнителните опции е Rally Design Package, во кого се вклучени двобојна каросерија и стартниот број, кого го бира купувачот, но ограничен е помеѓу бројките од 1 до 999. Овој екзотичен Porsche ќе дојде на пазарот во мај година и без додатоци ќе чини повеќе од 250.000 евра.